Жилбата за сцена и денес ми е главна тема. Уметноста е магија, ако сакаш да успееш, оди до крај, воспротивно не почнувај. Тоа е мојот млечен пат и нема некоја посебна филозофија, само работа и надградување. Ова се ваши зборови и навистина убав млечен пат сте избрале за себе. Токму така. Сметам дека секој уметник го создава и твори она што го замислил за себе. Секој сам го трасира својот пат до онаму, до целта која што сам ја поставил во животот. Да. На самиот почеток, кога љубовта кон музиката почна да се гради, всушност виолончелото беше првата љубов. Да. А како од виолончело се роди љубовта кон пеењето? Токму така, јас потекнувам од едно семејство каде што контактот со уметноста, со операта беше исклучиво како желба и потреба за слушање. Значи, моите родители беа луѓе кои што беа љубители на не само на операта, но и на целокупната уметност. Бев многу мала кога мојот татко некаде на 7 годишна возраст прв пат ме однесе во нижото музичко училиште овде во Скопје и рече ајде да пробаме да видиме што можеме да направиме со твоите со твојот талент кој што очигледно го има препознаен. Но мајка ми беше она која што беше прилично децидна и знам дека првата година се запишав во нижото музичко училиште за да малку подоцна се отпишам затоа што сметаше мајка ми дека треба на прво место секогаш во школа. А понатаму сите активности ниже музичко таму. Да, сите активности нека се втемелат откако јас ќе се адаптирам во новата средина. Така да веќе наредната година повторно се запишав во музичкото училиште кај нас и започнав први изучувајќи со предметот солфеж, за да наредната година се запишам на виолончело. И сега приказната за тоа како стигнав ја до виолончелото е многу интересна. Зошто? Затоа што мојата желба беше да свирам клавир. Тоа беше желбата? Да. И голема беше едноставно мојата желба да го изучувам тој инструмент. Отидовме во нижото музичко училиште, тогашен директор беше господјата Марија Песинова. И разговарајќи со моите родители, таа дала совет дека понатаму во животот пианисти има многу, ама челисти ни треба. Но челисти се дефицит и смета дека подобро би било да се запишам на тој инструмент, на виолончелото, затоа што луѓето кои што беа во комисијата на самиот почеток рекоа дека имам одличен слух. Така влегов во тој свет на изучување на виолончелото. И сега љубовта се роди или? Љубовта можам да кажам дека се роди многу подоцна. Благодарејќи на мојот професор Димчо Стојановски, кој беше еден прилично добар методичар и педагог, но сепак некако преовладуваше кај мене желбата за пијаното и понатаму желбата за пеење. Добра. Веќе со крајот на основното образование, јас се одлучувам сама иницијативно, тоа се тие тинеџерски години. Да, точно така. Одлучувам сама да едноставно се отпишам од
инструментот виолончело. Јас ќе го завршам само предметот со феш, а понатаму во средно ќе отидам да пеам. Дојдов дома и ми ја соопштив на моите таа вест и рекоа дека тоа не може така, едноставно дека треба да прво да се договориме, второ нешто моите има секогаш став, нешто што ќе започнеш мора да го завршиш. Така да успеа да ме вратат повторно на виолончелото. Знам дека завршив Нижа музичко училиште и доаѓајќи во средното ја веќе бев предодредена, знаев дека ќе учам Музика и тоа е тоа. Музика и тоа е тоа, да, знаев дека ќе сакам да пеам. Тогаш татко ми вака ми рече, од сега па натаму јас ќе ја почитувам твојата желба, а ти ќе ја превземеш на себе целата твоја одговорност за решавање на своите желби. И јас во тој момент се соочив со, како да кажам, со тоа дека јас понатаму тоа многу сериозно го сатив. И дека понатаму треба стварно се што ќе направам да внимавам на своите одлуки. како тоа ќе го измоделирам, да речам, и го презентирам. Се сеќавам дека годината пред, односно летото пред влегување во средното музичко училиште, кај нас во фамилиарната куќа во Галичник дојде Симеон Гогуловски. Значи имало некој, имало нешто што се случило, така? Тој беше човекот што ме однесе кај понатаму мојот професор. И тој рече, ајде Весна да те чујам, да видам како ти во суштина пееш. Ја бев прилично срамежлива и несигурна и отпеав она што мислев дека најдобро го знам во моментот. Тој успеа да препознае веројатно момент на глас, момент на слух, момент на нешто што се вели потенцијал за понатаму да тоа може да се надградува и така ме однесе кај својата колешка, а моја професорка Милка Ефтимова. И од тука па натаму веќе започнува приказната со оперското пеење. Да. Ја нарекувате втора мајка. Што се ве научи? Да. Па знаете како? Јас со неј зарастев долги години. Значи, започнувајќи средното, факултетот, тоа се години кога човекот се гради, тоа се години кога човекот многу повеќе односно кога ученикот е многу повеќе во школа, а многу помалку дома. Имав таа среќа да часовите кои што беа во средното музичко училиште бидат скоро секој ден, ако не и секој ден. И малтане имавме една можност, освен пеењето, да се запознаваме со многу моменти кои што се одлика на еден уметник, на еден човек. Многу од работите, да речеме, во однос на операта, во однос на музиката, во однос на правилното водење на гласот, во однос на техниката, техничката поставеност на гласот, ги имам точно научено од господјата Милка Ефтимова. Понатаму со завршувањето на факултетот ние останавме да комуницираме. Ние и до ден денес комуницираме. Што ви Се били сеќавам дека после мојот пораѓај и со првото и со второто дете ми требаше некој кој ќе ме врати назад. И назад во смисла да го исконтролира сето она кое што се случило во текот на една бременост. И јас бев во постојана комуникација и одев
работев заедно со низа, јас низа мојата комуникација со низа не престана со моето завршување на факултетот за музичка, со моето дипломирање, иако после тоа заминав и на специјализација и на магистратура и така натаму. И во текот на разговорите понатаму едноставно веќе почнуваш да разговараш и за животни теми, почнуваш да разговараш и веќе од страна на колега, малце разговорите се малце подлабоки, малку имаат друга тежина. Така да ние и ден денес сме заедно, и ден денес комуницираме, знаеме да се чуеме и да се договориме негде да испиеме едно кафе, или таа да дојде кај мене, или јас да отидам кај низе. Таа била во моментите кога ми било, да речеме, кога сум се радувала и кога сум плачала. Да. Така да, ете, од тука го извлекувам поимот за втора мајка. Да. Нормално, родителите се секогаш незаменливи. Да, секогаш тука. Во светот на музиката, велите, влегов сама, немав родители од музичкиот свет, за да ми укажат на многу моменти кои однапред ги знаа луѓето од музиката. И кога влегуваш на еден таков начин, борбата за успех и издигнување е главната водилка. Кога ви беше најтешко? Сега споменавте и тажни и убави моменти во растењето, созревањето. Ми беше тешко кога гледав неправди. Ама понатаму пак тие неправди те прават да бидеш уште посилен, уште појак. Уште повеќе да веруваш во она што ти го имаш и ти го носиш. И едноставно веќе со време сваќаш дека тие се дел од животот и дека не можам да се трудам да ги променам другите, него едноставно треба да се трудам да се дистанцирам од сето тоа, за да можам да не го нарушам мојот креативен мојата и креативна дух и креативен мир. Така, точно така. Додека ја искрено многу и до ден денес неправдите страшно ме вадат од да. Но тоа е животот, едноставно не можеш да ги промениш или не можеш точно и не можеш да го направиш светот онака како ти што си го замислил. Можеш да се стремиш, но не можеш. Да. Понатаму имаше многу убави моменти, да речеме, ние многу работевме, многу настапувавме, многу патувавме. Јас и сега сум на факултетот за музичка уметност како професор. Беа времења кога професорите зема една прилично голема одговорност и ние како студенти и ученици настапувавме не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Па така едно патување, тоа е наша незаборавно патување во Италија, каде настапувавме како студенти на еден фестивал и тоа патување до ден денес едноставно буди многу убави пријатни спомени. Супер. Сега, велите, имам студенти кои што се веќе во Европа, деца, во наводи, кои се на сцените во Германија, во Австрија.
Сега има еден дел во едно интервју кој што сакам да го дообјасниме, Да. мене лично ми беше нели Да, нејасно, ни вамо да. ни онаму, да. Велите да, речете, тоа е вистинскиот пат за младиот кадар. Да. Ама, од друга страна се лутите кога луѓето ќе речат, ете и Македонија е дел од светот. Да, велите, дел од светот, ама не смееме да заборавиме на моментот сега и овде. Што значи ова? Мене ме буни една изрека која што многу често ја среќавам во тој контекст, Да. тоа кажано, светско а наше. Да. А јас се прашувам каде припаѓаме ние. Значи ние сме дел од светот. Во тој контекстот Е таа изјава. Да, таа изјава кажана. Моите студенти точно, патот на еден уметник треба да биде секогаш инспириран да оди и трасиран, да ги прошири своите хоризонти и надвор од границите, затоа што Македонија е земја каде што како да кажам, основата за оперската уметност, базата, можете да покажете што сте научили. Основата, а понатаму го креираш својот пат. Едноставно имаш многу повеќе полиња на делување и на работа. Моите студенти кои што дипломирале кај мене, кои што завршиле кај мене, се точно некои се во Австрија, некои се во Германија и секогаш јас сум во контакт и тие се во контакт со мене и споделуваме различни видувања и различни моменти и навистина се гордеам со нивните успеси, апсолутно. Така. Затоа што прво тие никогаш не ме заборавиле мене, а второ затоа што она што јас сум го работела со нив е потврда дека се на вистинскиот пат. Така, Да. да. Се сеќавате кој беше оној критичар кој што прв ве нарече мајстор на патосот и драмата, потцртувајќи ја сензибилноста и емоционалноста која давате во луѓето кои ги толкувате? Сте го слушнале ова? Мајсторот на патосот и драмата. Патосот и драмата, да. Така вели во повеќе интервјуа го сретнав ова. Искрена да бидам, не. Не, добро. Да, искрена да бидам, не. Предпоставувам дека е од некаде Изземено или земено. извлечено, да. Да, извлечено од некој од интервјуата. Но јас се сеќавам на едно време на едни критичари кои беа прилично строги. Во овој момент ќе го споменам Васил Чучков. Тој важеше за критичар од кого буквално сите се плашеа. Навистина. Да. И јас како почетник во оперската уметност исто и јас имав страф од тоа како ќе биде, како ќе оцени, да. Кога се сеќавам на првата негова критика За вас? за мене и се сеќавам на критиката на господјата во Томовска, Добро. Лилјана Томовска од македонска телевизија, која секогаш имаше рецензија за не само за моите настапи, него и за настапите на нашите уметници. Ете на тоа се сеќавам исто на зборовите на господјата Зина Крелја. Дека ние сме, јас сум дел од младите луѓе кои што ете може да ја наследат оперската сцена. Тоа се вака неколку моменти, работи кои што ви некои текнуваат кои вака, што во моментот ми останале едноставно во сеќавање, да. Да.
Често пати во животот имавте моменти кога требаше, како што рековте самата, да донесете важни одлуки. Како ви рекоа вашите родители, односно вашиот татко, од сега сама ќе треба да си го трасираш патот, сама си за се виновна во наводници. Велите вака, 15 години живеев со турбата спакувана за напад. Да. На долги, на кратки релации, брзи промени на цени, Копенхаген, Осло, Русија, Бугарија и така натаму. Но сепак одлучивте да бидете жена, како сте рекле, сушност, велите во еден миг ме застана или ме стопира изјавата на вашиот син кој што ве нарекол тато. Толку ли ве погоди? Премногу. Кога беше? Па, тоа беше на самиот почеток кога и го градев семејството, и ја градев кариерата, и патував, и гостував, и буквално бев поделена на многу места, но веројатно тоа е цената за да стигнеш до успехот. До својата желба за некаков, да. Точно. До својата лично видување за она каде сакаш да бидеш. Знам дека Ведран беше некаде година и половина кога требаше да се одлучам дали ќе останам во Германија или ќе се вратам овде. Знам дека во Германија ја полагав аудицијата во театарот во Висбаден. Аудицијата за представата La Fanciulla del West во улогата на Мини. Тоа е девојката од Западот, и ја поминав аудицијата. Ми рекоа дека ќе треба за месец и пол до 2, дали јас би прифатила првин дали би можела да ја научам за толку кратко време, а понатаму дали би прифатила, нели, да продолжам со работа. Дојдов во хотелот и во истиот момент некако бев среќна, бев радосна, не можам да кажам не. Да, сега не го очекуваш и посакуваш тоа, и се исполнуваат работите. Апсолутно е така. И во моментот кога требаше да се донесе таква некоја одлука, го слушнав Ведран на телефон и он неколку пати ми изговори тато. Тато. Ти си тато, а мама е дома. И прилично ме погоди. И тогаш требаше да едноставно ставам еден рез на она што понатаму сакам и како сакам да го творам, да изгледа патот. Многу набргу се роди мојот втор син. Знам дека со Ведран воопшто не искористив ниту еден ден пауза, не искористив ниту болничко породилно боледување кое што следува и така натаму, затоа што едноставно репертоарот течеше и го бараше тоа од мене, ја морав да бидам на сцената. За да после кога се роди мојот втор син, реков сега тоа нема да го правам. Научена од првото, него ќе оставам да детето има мајка. И тоа до ден денес ми е најбитно.
Или може би да не бев толкав емотивец, ќе беа поинаку, ќе одеа поинаку нештата, ама ако не си емотивец, не можеш да бидеш уметник. Да. Тоа е по некое непишано правило, ама некогаш така во животот секогаш главните одлуки ги носам на база на емотивност. Да. Ова е вашето мото, јас уживам со моето семејство, со моите најблиски, од кои имам голема поддршка. Ако трчаме по амбиција и по кариера, може да ги пропуштиме најважните настани од животот на нашите најблиски и потоа да е доцна. Каква е поддршката од вашето семејство? Тоа е она кое што не ме прашав, односно го споменавме супругот кој што во еден период бил мама на Борјан или на Ведран. На шега или не, тој така го видел тоа. Па добро, знаете како без поддршката на семејството ништо од тоа немало да се случи до сега. Тоа е неизбежно да се каже во овој момент. Од друга страна можеби е позитивно затоа што и мојот сопруг воопшто не е од музичката фела, а е голем љубител исто на уметноста и музиката, и некако неговата рационалност и мојата емотивност се компензираат и се надополнуваат сиве овие години. Има ли критика сега, нели има ли своја видување на она што сте вие? Па он е прилично критичен. Од секогаш бил тако? Апсолутно да, прилично критичен. И критиката секогаш ја кажува после или ја кажува пред, значи никогаш во самите случувања, така да ја кажува или пред настанот или после настанот или после представата. Прилично е критичен и јас му верувам. Искрено како што тој ми верува мене. Така. Кога давам некоја своја сугестија или своје мислење. На почетокот мислам дека беше малку необично да го прифати мојот свет на живење, да го прифати нашиот уметничкиот, затоа што луѓето кои што не се од уметноста имаат мислење дека уметниците живеат многу поинаку од другите. Да, тоа е така на сцената, но во секојдневниот живот е сосем поинаку и многу пореално. Така да сите овие 20 години колку сме заедно со него, сме ги делеле и убавите и помалку убавите работи, да. А ако некогаш од љубов знаевте со велосипед да одите од железничка до матка, да, што сега правите од љубов? Па сега од љубов знаеме да го запалиме каминот и знаеме да пуштиме убава музика и едноставно да се препуштиме на музиката. Знаеме да забаличник, например, од љубов. Тоа е нормално. Знаеме да пешачиме. Пешачиме можеби ако не секој ден, секој втор, трет ден. Едноставно користиме секој момент слободен за да искористиме некои сопствени желби, некои семејни, фамилиарни патувања, некои авантури патувачки кои што можеби порано не сме имале прилика да ги направиме. Заедно, да. А и тој и јас сме сакале. Така да, ете, од прилика, тоа се моментите кои што се прават те чинат, да, ме чинат и мене ме исполнуваат и него го исполнуваат. Може би сме во години кога повеќе го сакаме мирот, тишината,
некоја убава книга, некоја убава представа, некој убав филм, театарска представа, оперска представа и така. Што со синовите? Сте рекле, нема да нескромно ќе кажам, ама го имаат мојот ген. Да. Но дали би сакале? Веројатно би сакале потајно некаде за себе. Дали тоа сте им го кажале? Каков е нивниот став? До каде е нивниот пат сега? Тие се во едни тинеџерски години. Во вашите години, Значи, кога требаше да донесат одлука? Да, тинеџерски години, кога Ведран е веќе трета година, сега уште една година ќе биде матуран, а пак Борјан уште една година ќе биде полуматуран. И во години кога и двајцата треба да одлучат, нели, што понатамо, што. Сега тие преговори почнуваат од сега, што би биле, што би направиле. Многу од карактеристиките мои ги гледам и во едниот и во другиот. Големиот син е прилично свој, можеби многу помалку прифаќа мислење отколку помалиот, но пак ние велиме ајде он е мал, па нели затоа уште Што ги како да кажам, сугестии, ете така. Но не знам дали ќе се занимаваат со музика. Би сакале? Јас искрено, иако многу ме испочитуваа и едниот и другиот, тоа така ќе го дефинирам и уредно го завршија нижото музичко училиште. А тоа беше ваша иницијатива, не нивна? Да. Иницијатива и едниот и другиот завршија изучувајќи го инструментот гитара во нижото музичко училиште. Понатаму Ведран рече јас сакам да одам по друг пат, а Борјан мислам дека го има тој ген во себе, го носи, како да кажам, го носи славојот во грлото, но дали ќе се занимава со пење и генерално со музика, не знаете. Не можам да бидам сигурна да и не можам да кажам да. Дали се уште едно старо интервју, некаде 2008, значи некој 9 или 9 години, да, сте рекле таму дека во однос на тоа што користите за себе, нели? Еликсир за младост, така го нареков. Си уште ви е Павловичева? Или има и некоја друга крема која што ви помага? Па знаете како, Павловичевата маст. Велите тогаш мајка ми ја употребуваше, па и јас никако, нели? Гледајќи ја. Не. Ако станува збор за креми, добро. Јас сум многу, како да кажам, едноставно. Голем. Да, прво генот од мојата мајка е таков да имам една природна мека кожа, како што имаше таа. А второ, таа ме научи дека едноставноста во животот е многу важна, битна и дека секојдневната нега на лицето и на телото е многу побитна од тоа каков е третманот на лицето. Таа се негуваше буквално секој ден. Сега околу кремите знам дека користеше прилично, ги менуваше често на подолг, како да кажам, период, да. А можеби сум користела од таа Павловичева кога децата ми биле мали, па ќе си да сме користеле. Точно така. Да. А до денес мислам користам креми, користам од козметика нешто што можам прво да си го приуштам, да го купувам редовно и да го користам редовно, а не да го купам еднаш и понатаму да не можам да го користам.
тоа кога треба да се внимава со тоа кои улоги ги бирате во текот на кариерата, ако сакате тоа да трае до оној зенит кој што треба да ви се случи во некаде, како сте рекле, 55-та година во оперската улога. Како мислите како? Па не знам, велите треба секогаш да се внимава при изборот на улогите, Да. за да може гласот да биде оној, Да. нели, вашиот орган кој што ќе ве следи и ќе ви ги даде можностите да бидете добар секогаш. Значи, веројатно така е некако. Како уметникот во својата младост својот гласот е свеж и има една своја лирика. Јас зборувам сега за мене. Да. Има една своја лирика која треба да остане. Е сега. Секогаш е тука професорот, понатаму менторот и понатаму некој кој го има поминато тој пат и кој знае да те посоветува што треба во одреден период Да испееш или да земеш се улога. отпее, а да при тоа самиот орган, самиот глас Да. не да не се оштети, туку да остане свеж. Најдобро е да останеш во својот фах. Најдобро е да не движиш премногу. Затоа велам, пак ќе се навратам на она што на почетокот го разговаравме. Токму во такви моменти се многу битни луѓето кои што го поминале патот, И да ти го кажат процесот. да те посоветуваат дали е тоа за тебе или не е за тебе. Во тој контекст ќе ја спомнам повторно Евтимова и многу подоцна Радмила Бакочевич. Да. Јас сум тип на човек кој сака да се консултира, сакам да чујам друго мислење и многу често и прифаќам. Затоа што знам дека тие луѓе можам да се потправам на нив. И не ви мислат лошо на крајот на денот, Апсолутно, така е. апсолутно. Да. Не дека во театарот секогаш биле улоги за глас како што Е вашиот. е мојот. Далеку од тоа. Така. Кажете ми, ја споменавте Радмила Бакучевич. Во една интервју сте рекле дека таа ве научи на филозофијата на животот и ви кажа некои од работите кои што веројатно пред тоа ви ги кажала и Милка. професорката Милка Евтимова. Но каков беше тој пат или каков нели сега и Милка Евтимова е примадона и таа е примадона, нели? Да, Двете се добро. луѓе кои што Знаете како Радмила каков тип на жена? Мислам каков вас ви остави? Каков печаток е да речеме да си има таа за свој ментор? Па Радмила е една господја која што прво е многу практична, многу едноставна и многу прецизна, организирана и ништо не прави без претходно тоа да го обмисли. Концепт, секогаш концепт. Секогаш има концепт. Тоа е она што мене ми остави впечаток оние години кога јас бев на релација Скопје-Белград, додека ги работев магистерските студии. И тоа е она што таа нејзина практичност и таа нејзина организираност ме одушеви. Понатаму филозофијата на живење. Да. Таа има своја филозофија на живење. Едноставно жена која држи до себе. Жена која што не дозволува работите туку така да поминат. Да.
Колку пријатели имате? Многу малку. Многу малку. Да. Од секогаш е ова вака Да. или? Да. Да. Тоа Од е секогаш. ваш избор? Да, ваша... тоа е мој избор, да. Зошто? Па затоа што можеби сум таков тип на човек. Премногу се врзувам значи со луѓето и секој момент со нив го доживувам емотивно. И едноставно на крајот на криштата сакам да бидам самата за себе поштедена од било какви понатамошни повреди. Тоа се луѓе од светот на Не. уметноста? Не. 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 Зошто не? Од светот на уметноста се мои колеги со кои што секојдневно комуницирам, со кои што секојдневно работам, творам, но не се мои пријатели. Не. Не се мои блиски пријатели. Да. Не. Ако Тие се од сосема други пели. така. А ако сте рекле некаде дека нели го споменав тоа 55-та некаков зенит или нешто врвот или Да, одење добро. кон врвот, што би си посакале себе вака до 55? Што би си посакала? Да, што да ви се Па, случи? Кои улоги да ви се случат? Што е нешто што? Кои улоги да ми се случат? Има ли уште нешто? Па, Секогаш има веројатно. Па има многу и секогаш ќе има многу. Прво зависи од тоа што воопшто ќе биде поставено во нашата куќа и дали ќе има нешто што би бил за мојот глас во овој период. Сега ме инспирираат прилично доста работа со камерни состави. Работа со ете така по мали состави со кои можеш многу по често и повеќе да го и да настапуваш и да го покажеш Она што го имаш. Така. својата лепеза на, да речам, на автори кои што сакаш да ги отпееш, кои што не можеш да ги отпееш на сцена. Не секогаш. Да. Таков беше впрочем и последниот рецитал. Точно. Джузепе Верди навистина не сте го сакале како што го сакате сега или како што го сакате години наназад, билите се веројатно до искуството, до тоа дека некогаш мислев дека не е за мене, дека премногу беше. А сега го нарекувате филозоф во музиката. Вагнер, мислите. Джузепе Верди, сте рекле, би е најумилен овде, прочитав. Да, Добро. тоа сте го прочитале од интервјуто кое што е неодамна дадено по повод 70 години од операта. Добра. И во едно прашање беше поставено, значи мојата дирекција имаше одбрано дела од, ако не се лажам, од други автори. Но јас одбрав да тоа биде Верди и во тој контекст е зошто сега? Зошто Верди? Затоа што е автор кој што е најмногу застапуван во овие 20 години. Најмногу оперски улоги имам изведувано овие 20. Точно, овие 20 години. Верди како композитор е прилично импресивен. Прилично на моменти драматичен, на моменти лиричен. И како млад глас, како глас кој треба да застане на оперската сцена, секој уметник го посакува. Е прилично концепиран, прилично јасен. Додека Пучини како композитор е буквално драма во драма. Значи, кај него нема јасен почеток и јасен крај. Кај него гласот на солистот се вметнува заедно со оркестарот. Значи, се
како да кажам, се Заедно, словуваат заедно. едноставно да. се испреплетуваат. испреплетуваат музиката и солистите. Да. Оркестарот и солистите. А Вагнер би А омилениот? Вагнер е тој кој што во младоста Аха, него сватав сега. не можев да го сватам. Просто не можев да го сватам, едноставно не можев да осетам неговата енергија. тежина. Така е. Но како одат годините, можам да речам дека е буквално неговата музика филозофија. И во многу наврати имам кажано дека можеби Вагнер е тој кој што го посакувам да еден ден го отпеам. Односно неговите делата. Да. Убаво ли е за крај на ова интервју да се биде во кожата на Весна Гиновстилкова? Па зошто да не? Да. Да. Јас се чувствувам како една исполнета, реализирана личност, мајка, сопруга, уметник, професор. Така да, зошто да не? По природа сум оптимист. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам многу.